Имотот и неговото потекло на најмалку 15 градоначалници ќе биде ставен на проверка во првите 3 месеци од идната година, реши денеска Државната комисија за спречување корупција. Ќе бидат изработени објективни критериуми и ќе бидат опфатени суди, градоначалници и функционери за кои граѓаните имаат поднесено представки по што ќе се направи селекција и тие ќе бидат објавени. Појасни председателката Билјана Ивановска. Освен градоначалниците, вториот квартал е наменат за истражување на знајниот и незнајниот имот на судии. Ивановска не потенцира колку и кој, но напоменува дека освен нив на тапет ќе бидат и двајца председатели на судови кои од проценка се спасиле лани. Одлуката на градоначалниците и функционерите добро да им се погледне во куќите, гаражите, банкарските сметки и да им се побара образложение од каде потенцијалниот луксусот од секаков вид е работа на оваа комисија. Но дали граѓаните веруваат дека функционерите воопшто се плашат од вакви проверки? Тешко. Тешко, за мене е тешко да се спречи. А да се намали? Како? Да се намали? Да се намали? Може некоја, ама тешко. Треба да се спречи. Може. Може да се спречи, само нема закон. Или пак да се намали? Не се намали тоа. Ваквото размислување не е ново, туку само континуитет кој не позиционира на 35-тото место од листата на корумпирани држави. Кога сегашната репутација ќе ја замениме со подобра, зависи не само од работата на оваа комисија.